Имам многу пријатели и меѓу нас, македонците, меѓу моите сограѓани. Имам прекрасни пријатели во ромите, имам прекрасни пријатели во бошњаците. Па би било добро некој пат да дојдете да не снимите кој играе фудбал. Ќе видите дека тука е еден прекрасен колаж. Македонци, албанци, бошњаци, роми, така да тоа е убавината. Српшиња. Имам пријател албанец, тоа е Алберт Мустију, кој што веќе дури јас не паметам од кога се знаеме. Не беше некое званично представување, сметам ако да тоа е секој пат моје помладо братче, така и така го идентификувам. Делим исти вредности, исти погледи на многу нешто наше во окружување. Исти потреби имаме, тоа се убави работи. Кога човек ќе го најде сродната душа, независно од неговата етничка или верска припадност. Тоа е убавината на човечкото живење во основа. Кафињата ни се вообичаени, меѓутоа дружбите обично, јас 2 пати неделно играм фудбал со моите другари. Тоа е, ние направивме лига, секоја година правиме диносауруси Јунген, односно млади диносауруси. Тоа малце под наводници се става, бидејќи објективно не сме веќе моја генерација сите, и имаме и многу помлади деца кои што играат фудбал. Меѓутоа, тоа е убаво заради забава. Фудбалот како фудбал, тоа го велиме, нормално се игра 2 полувреме, велиме тоа е прво полувреме. Второто полувреме, после го завршуваме во една кафеана. Во кафеана тогаш останува повеќе сати, јадеме, пиеме, се мезиме, музика, пееме, сите работи ги едноставно играме шахови, играме билијарди, имаме сите работи. Алберт сега имаме намера да го вовлечеме, да ви кажам. Он е антиспортиста, иако во семејството има многу спортисти, тоа врвни фудбалери. Меѓутоа, добро, детето уште младо и талентирано, така да ќе го направиме добар фудбалер. Ти некој пат треба да ставиш скриена камера, па да видиш што ни разговараме. Кои сите муабети ни се движат. Кој тип на муабет имаме. Да, шуќур. Комуникацијата изморедно чиста, другарска, нема и во неговиот говор и во мојот говор нема никој пат задни намери. Секој пат разговараме најотворено за сите теми. Дури теми кои што се многу длабоки, човечки и интимни. Што сметам е голема доблест да човек да добие таква доверба, да некому се исповеда или да некој па му се исповеда него. Сметам тие се вредните работи во кои што човекот заслужува да живее и да ги постигне. Со Алберт, верувате ми, ако ми кажете да го опишам во 2-3 реченици што е тоа Алберт, не ќе можам, ќе треба цел роман да пишам за него. Тоа е прекрасен човек, македонски граѓанин, албанско потекло, меѓутоа апсолутно тоа во ништо не го прави него подалечен од било кој мој роден брат или моја рода. Ја мислам дека една од главните атрибути заеднички, што ја заборави, тоа е пеењето. Да. Значи, двајцата имаме мерак на пеење. Јас да мојот глас некогаш е... Оливер Драгоевич може да го симне. Да. Има така и Рей Чарлс малце, и Рей Чарлс малце. Добре, тоа не те немам слушано, ама за Оливер Драгоевич да. За она збори со мене таму на телевизија. Демек дали ќе купам балонки?